Почнуваме со понеделничното издание на информативната програма на Ирис телевизија. Во Штипскиот регион одсечени се две села, тоа се Драгоево и Селце. Вработените од Македонија пат се подготвуваат за нов снежен бран кој почнува од утре, според синоптичарите. Сообраќајот инаку се одвива на сите магистрални регионални патни правци во Источна Македонија, а на возачите им се препорачува да возат согласно условите на патот на кој има остатоци од снег и мраз. Четврти ден се завеани жителите на штипските села Драгоево и Селце. Ветерот кој создаде проблеми на патиштата во Источна Македонија правејќи снежни наноси или ѕидови, високи од 1 до над 4 метри, денеска е нормализиран, со што и сообраќајот се одвива на сите магистрални и регионални патишта во двата правци. Екипата на Ирис денеска со техничкиот директор и надзорното лице направи обиколка на патиштата. Снегочистачката почна да го пробива регионалниот пат кон Драгоево и Селце. Иначе можете и сами да видите што имам направено дело на природата, така да кажем. Веќе работиме со снегочистачот, го пробиваме патот. Вчера почнавме до синоќа до касните часови, денеска продолжуваме и се надам дека текот на денот ќе стасаме до селото Драгоево. Митко Митков, одговорно лице за надзор, вели дека Светиниколскиот и Штипскиот регион биле најпогодени од бранот кој што помина. Сите патишта се проодни, нормални има остатоци од снег. Јас да речеме сум надзори на Струмица, таму се црни коловоз, за разлика од Штип што се со остатоци од снег. Меѓутоа една од причините од Штип е што дојде до тоа што многу има ветрови и права намети по коловозите на многу места и тука беа заробени сите возила за да немаме, мислам, прекид на сообраќај. Вработените на регионалната подружница на Македонија пат се подготвуваат за новиот снежен бран кој пристигнува утре, а третиот се очекува во петок. Техничкиот директор Коце вели дека денеска ги санираат дефектите на старата дотраена механизација, која деновиве издржа и ги оспособуваше патиштата за сообраќај. Смета дека деновиве вработените немале проблеми со снегот, туку со ветрот, кој за миг им создавал снежни наноси, а најкритично било на патот Штип-Кочани, на потегот од Долни Балван до Крупиште и кај селото Сарамзалино. Снегот и мразот прават големи проблеми по улиците и тротоарите. Штипјани реагираат зошто темелно не е исчистен градот од снежните наноси. Снегот со ниските поларни температури, иако синоптичарите навреме го најавија, се чини неизненади. Речиси сите улици се замрзнати, а тротоарите ледени. Движењето пешо тежнато, а возењето на автомобили, народно кажано, на среќа. Сепак од јавното предпријатие Стипион 2011 велат дека екипите биле работно ангажирани 24 часа. Екипите на јавното предпријатие Стипион се нонстоп на терен, дежурство е 24 сата, нонстоп се посипуваат улиците со песок и со абразивен материјал и со сол, така да еве овие главните улици повеќе што се да можат граѓаните ги вршат овие основни функции. Се трудиме, значи, сите улици во градот да бидат проодни, да можат граѓани да ги вршат основните функции, значи се прави интервенција и на оние мали улички каде што еве е отежнат сообраќајот и мислам дека успешно се справуваме со ова. Екипите се постојано на терен, каде што може да помине нашата соларка, она големата, каде што дозволува тие услови, таа поминува, ако не, тука е помало возило там, кои се опремени со ланци, за да можат да поминете новија улици. Така да верувам дека до попуштањето на времето, ние ќе бидеме упорни, ќе се справиме со оваа непогода. Иванов нагласува дека работните екипи на Стипион интервенираат за одблокирање на локалните патишта. На Љуботен, на Долани, Пиперово, Лесковица, денес се работи на Суво грло Пушче, ќе работиме исто на локалниот пат према Брест и Македонија пат требаше да заврши да го одблокира патот према Драгоево Селце. Ќе видиме каква е состојбата тука, ако заедно во соработка со Македонија пат ќе помогнеме ние тука да можеме да го блокираме и тој пат. Инаку
Пред 2 дена исто така имавме голема интервенција на блокирање на патот према Врсаково, Судик и Сарчиево и тоа се заврши према Три Чешми и Сушево. Граѓаните се незадоволни, велат градот не е исчистен од снегот. Не е исчистен, не. Тешко ли се движите? Па тешко се движим, нормално, гледаш го замрзнато е. Ако врне, па и уши полошки. Не, какво чистено, бе? Што е чистено, бе, градот? Апсолутно ништо. Не е изчистен. Свака час напред колку години, да кажем, на таа власт. Камионот догоре до куќите. А сега 3 дена, 4 дена сме се симнали од дома. Не, нормално дека не. Па малку се санкам. А изчистен ли е градот вака? Слабо. Слабо. Треба повеќе се погрижат. Па треба, во секој случај. Па не се баш чисти, тешко се возе, оттежнати е сообраќајо, ама полека мора се вози. Значи има улици и некои очистени добро, а некои уопште не се ни пипнати. Инаку во регионот патиштата се проодни, а во градовите од истокот снегот е исчистен во сите главни улици од градовите. Во меѓувреме, како последица од снегот и мразот се полнат ортопедските сали. Делчево е рекордер по бројот на регистрирани фрактури. Во тамошниот здравствен дом се евидентирани 15 пациенти со скрешеници. Втори на листата се кочанчани со фрактури на рацете, нозете и колковите се здобиле 14 лица. Помалку работа имале штипските ортопеди. За неполни 48 часа со скрешеници се здобиле 7 штипјани, меѓу кои имало и деца. Ортопедите апелираат да се внимава кога се движите по улиците, а доколку немате потреба да не излегувате од своите топли домови. Делчевчани рекордери во скршеници. Само викендов 15 на лица се здобиле со скршеници по пат на мраз. Веднаш по Делчево и Кочани. Во овој град ортопедите интервенирале кај 14 пациенти, од кои најголем дел биле фрактури на горните и долни екстремитети. Помалку работа имале штипските ортопеди. Мразот бил кобен за само 7 штипјани. Па имаме регистрирано дете до 10-12 годишна возраст, имаме луѓе меѓу 57, 65 годишна возраст, така да таа категорија која случајно било по која потреба биле принудени да испаднат на ова лошо време. Да не се излегува без потреба од дома, а доколку се мора тогаш задолжителна смена на обувките, но и голема внимателност при движење, советуваат ортопедите. Па посебно на повозрастните луѓе да се внимават, да не излават непотребно на овие лоши временски услови, каде имаме минус температури, дека улиците се веќе замрзнати, обавезно да се направи смена на обувките. Значи, ако да се стават зимни обувки со поголеми графери, така да немаме лизгање и падови. Вистинска драма на бадни вечер се случувало на регионалниот пат Штип Кочани, кај селото Крупиште, кога двајца пациенти од Кочани, кои биле критични, требало да се хоспитализираат на клиниките во Скопје. И покрај снежните наноси, возилото на Кочанската брза помош со асистенција на полицијата и Македонија пат успеало да ги мине сите препреки и пациентите да ги транспортира до клиниките во Скопје. Јавното предпријатие ИСАР има проблеми со замрзнатата вода. Граѓаните да си ги заштитат чешмите и водоводните броила, но и да ја штедат водата, апелираат од јавното комунално предпријатие. Имаме голем број на замрзнати цевки, имаме проблеми. Еве, затоа имаме проблеми во населба Караорман, затоа водата е таму намалена. Веќе се работи на отстранување на дефектот. Имаме проблеми во Шардован Баши, работиме на отстранување на дефектот. Имаме проблеми во централното градско подрачје. Имаме проблеми во Сењакот. Имаме проблеми со мрзнење на водомерите кои благовремено интервенираме и гледаме да излеземе во пресек, меѓутоа новите температури, знаете што и да направиме, пак ќе замрзнат. Голем апел до сите граѓани на град Штип да не ги оставаат чешмите преку ноќта вклучени, бидејќи влезот на вода и излезот на вода скоро е ист како во летно време. Да не се доведеме во ситуација да градот остане без вода, апелирам до сите граѓани на град Штип максимално, значи да штедат водата и да најдат други начини да ги заштитат своите водомери, своите цевки преку ставање на разноразни материјали кои што е стиропор, некои крпи, некои други средства кои што постојат да се ги заштитат водомерите. Не е начин да се пушти чешмата и да се заштити водата. Емки имаат поголеми сметки.
нанесуваат голема штета на самите нас, им ги празнат резерварите кои што ги имаме за вода за овој период. И овошките и лозијата на удар на поларните температури редовно се врши дотур на храна за прихрана на дивечат. Пчелите можат да опстојат и на пониски температури. Полската ребица меѓу загрозените видови на дивеч поради екстремно ниските температури. Штипското ловно здружение преку своите членови редовно врши дотур на храна на хранилките за прихрана на полската и ребицата камењарка. Нормално е дека на вакви услови тешко да обстојува дивечот, но состојбата не е критична, велат од здружението Ловец, кој обезбеди 7 тони на зрнеста храна за прихрана на дивечот во зимски услови. Без нашата прихрана тие можат да обстанат, затоа што овие услови не се критични за нив, бидејќи сите блокови во овчеполието се оголени и се достапни за прихрана на полската ребица. Студениот бран го раздвижи штетниот дивеч. На теренот најмногу се забележуваат траги на чакалот и лисицата. Раздвиженост на животните, да, има. Доколку ве интересира штетниот дивеч, има и таму силно раздвижување, најмногу на лисицата и чакалот, помалку на волкот. Значи, волкот во моментот е со некоја тенденција на опаѓање и во моментот немаме пријавено штети од стачарите. Минусните температури негативно ќе се одразат во аграрот, посебно во воштарството и лозарството. Снежната покривка ги штити есенските посеви, но штети ако температурите паднат под 18 степени ќе има кај многогодишните дрвја, виновата лоза и овошките, кои иако се во фаза на презимување, може да дојде до оштетување на папките и мрзнење на младите гранки, потенцираат агрономите. Пчелите можат да издржат и на многу пониски температури од сегашните, до минус 40 степени. Важно за нив во овој период е да имаат храна, да не се симнуваат и да нема протекување на капаците, како и да се внимава на летиштата, кои треба да се одмрзнат, порачаат Здруженијето на пчелари Нектар во Штип. Фудбалскиот погон на Брегалница ги почна подготовките за пролетниот дел со засилен играчки и стручен потенцијал во борба за опстанок и успешна завршница во Македонскиот куп. Поларните температури не се пречка за фудбалскиот погон на Брегалница навреме на 4 јануари да ги започне подготовките за пролетниот дел во прволигашката елита. Борбата за опстанок и успешната завршница во Македонскиот куп се приоритетите за максимална подготвеност и засилување на играчкиот па и на стручиот штаб. Денес фудбалскиот клуб Брегалница ќе се во својот стручен штаб се гордее што доаѓа Сашко Поповски. Тој е кондиционен тренер, за прв пат ќе имаме кондиционен тренер кој е со големо богато искуство, има работено во Славија, Бугарија, има работено во Динамо Тбилиси, шампионот на Грузија, има работено во Арсенал во Англија, има големо богато искуство и се гордееме што еве овие 6 месеци ќе биде кај нас во Брегалница, каде ќе помогне на шефот на стручниот штаб да ја екипата оформиме како што треба и не само да го освоиме купот, туку и да останеме во првата лига. Брегалница го реши голманското прашање. Има брането во прва лига во Пелистер, во Царов двор, во Победа, така да ќе се вклучи евде да помогне на нас, бидејќи, како што знаете, тренерот е четвртина екипа, ама голманот е пола екипа како стратег што треба да даде се од себе. Денес ќе подпишеме договорите официјално со нашите засилување и нашиот кондиционен тренер. Стручниот штаб на Брегалница ќе ги реализира зацртаните цели со соодветна помош на раководството и соодветните структури на клубот. Планот е да се работи тука до 21 јануари. Еден дел ќе направиме од припремите во Штип. На 21 одиме Сандански. Таму ќе видите и главниот дел од припремите, каде што ќе играме 3 до 4 контролни надпревари со силни екипи. 12 дена остануваме таму. Се враќаме во Штип. Уште еден контролен надпревар ќе имаме и мислам дека ќе бидеме спремни за 18 февруари. Секој наш надпревар што ќе биде квалификација за опстанок во прва лига. Се надевам дека ќе имаме поддршка од навивачи, од вистински пријатели на Брегалница во Штип тука, да ни даде поддршка. Со работа ветуваме голема работа,
Председателот е нов во оваа работа, меѓутоа многу се труди, многу работи, за ова кратко време направи доста работи, ни овозможува сите услови. Нас е на моје, со мојот стручен штаб и со моите фудбалери, Брегалница да и најдеме место во прва лига да си остане и да биде со еден клуб со реноме, што мислам јас тоа дека ќе го постигнеме, со една добра работа, со една добра организација и ќе се горде клубот, градот со Брегалница. Во овој период, раководството на Брегалница ќе продолжи да контактира и со други фудбалери кои се на радарот на стручниот штаб, а за успешноста на овие преговори ќе дознаеме наскоро. Поларните температури не ги исплашија дел од штипските спортисти да ја покажат својата храброст. На иницијатива на фудбалскиот голман Дарко Денков се започна со една нова божикина традиција на игра на снег на минусни 13 степени. Гледајќи ги честите и предизвикувачки слики од поларните пејсажи на Русија, каде што на мощни ниски температури храбри луѓе, жени па и деца се соблекуваат па и се капат во замрзнатите речни, езерски па и морски води, 5 млади штипјани се одважија да им пркосат на ниските температури и на трупаниот снег. На иницијатива на фудбалскиот голман Дарко Денков, преку социјалните мрежи се роди идејата за воспоставување на една интересна штипска поларна разгледница и тоа токму на Ден Божик, односно на 7 јануари. Ниту големиот снег, ниту ниската температура од минус 13 степени Целзиусови не ги поколеба петтеми на храбри штипски спортисти Донче, Ристе, Дарко, Томче и Александар да се соблечат во место пролече покрај Отиња и да започнат една нова традиција за која се надева дека во иднина ќе добие на масовност. Мене Донче, ајде. Првината предизвикал на Дарко Денков, јас сум Ристе Тремев. Дарко Денков. Предизвикувач Александар Николовски. Александар Николовски. Иако се најавија околу 50 на потенцијални предизвикувачи на поларниот собир, 5 на штипски млади спортисти предизвикаа незапамтен интерес и нивниот предизвик веќе го прифатија некои други храбри дечки, сончајки се па и кепејки се во Кочани, во Велешкото езеро, а можеби и на некои други места во Македонија. Толку во оваа понеделнична информативна програма на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание и уште еднаш за крај пријатна празнична вечер и честито име на сите славеници за многу години. Нека е денешниот убав ден Свети Стефан. Имајте убава вечер.